Објектот на дискотеката Пулс немал ниту еден прописен излез за евакуација. Ова е еден од клучните наводи на градежното вештачење презентирано на денешното судење. Градежниот вештак Маријана Лазаревска објасни дека објектот имал околу 470 квадратни метри и дека според површината, внатрешната организација и опремата требало да биде категоризиран како диско клуб, а не кабаре. Максималниот дозволен број гости бил 360, а ноќта кога се случил пожарот, во објектот имало над 600 луѓе. Сериозен пропуст, кога во објектот имало над 600 посетители, согласно минимално техничките услови и правилникот за заштита од пожари, објектот немал доволно излези, односно имал 0 прописни излези за евакуација. Според вештачењето, освен главната, објектот имал уште 2 врати, но тие не можеле да се сметаат за функционални излези. Задната врата била заклучена, па посетителите биле насочени кон летечката двокрилна врата. Таа не ги исполнувала условите. Наместо над 4 метри, незината широчина изнесувала помалку од 2 метри. Вештаците велат дека токму таму се создало критичното тесно грло, бидејќи вратата немала доволен капацитет за евакуација на толкав број луѓе. Но според вештачењето, проблемите не настанале само во ноќта на пожарот. Тие се таложеле со години, уште од пренамената кога објектот предвиден за магазин прераснал во гостителски локал. Во објектот биле изведени челични конструкции, преградни ѕидови, шанкови, сепареи и други интервенции. За нив, како што посочи Лазаревска, немало соодветна проектна документација, стручен надзор и контрола на квалитетот. Сите тие зафати биле изведени на диво, без проект, без стручна лиценцирана фирма, без надзор, без проверка на квалитет, без анализа од архитекти и градежни инженери. Градежното вештачење анализирало и документација од обвинетата фирма Венци проект за пренамена на магазинот во гостителски локал. Планот не предвидувал поставување сундјер над бината, а според вештаците токму од него започнал пожарот. Неговото горење, како што објаснуваат експертите, е брзо, создава капки и ослободува отровни гасови. Родителите на загинатите велат дека градежното вештачење ги открило сите институционални пропусти. Клопчето се размотува, а одговорноста се повеќе се зацврстува. По 17 месеци болка и борба за вистината, слушајќи го градежното вештачење и сведочењето на вештаците, ние родителите и семејствата на починатите млади лица, денес уште појасно ги гледаме сите пропусти и сите непостапувања што со години се таложеле. За пожарот во Пулс обвинети се 34 лица и 3 фирми. Одговараат за тешки дела против општата сигурност. Зоран Јаневски, Сител телевизија.